На секој 100.000 вработени загинуваат 5 до 6 вработени во Македонија. Телесните повреди и смртните случаи на работното место укажуваат на тенденција на постојан раст, што укажува дека се неопходни мерки. Според извештајот на Македонското здружение за заштита при работа, секоја недела умира по еден работник. Оно што секоја студија самата по себе представува стади или ука за тоа какви ни се состојбите од една перспектива. Ова се надевам дека во секоја наша публикација доаѓаме во ситуација да дојдеме и ја фрлиме ракавицата да не биде ова осамена една студија во морето на непознаници, него таа студија да биде предводник на оние сите останати кои треба да следат. Се надевам дека луѓето кои ќе ја прочитаат нема да се согласуваат со сите елементи, затоа што првата работа кога не се согласуваш велиш да, има уште една работа која сакам од друг агол да ја представам, има од трет агол да ја представам и така натаму. Јас длабоко во себе сум заговорник на научната мисла и интелектуалниот капацитет на македонскиот народ, тоест поточно на луѓето кои живеат во Република Македонија, граѓаните на Република Македонија. И сметам дека решенијата единствено можат да произлезат само од луѓето кои овде живеат, кои овде делуваат. Тоа што би било глупаво е да ги повторуваме лекциите кои некој пред нас ги усвоил, ги научил, но она што сакам да го видам е дека преку нивните искуства ќе имаме така наречено локализирање и развивање на научната мисла овдека во Република Македонија. Кога станува збор за безбедноста и здравјето при работа, можам само да кажам дека не сме на она ниво каде што сакам да бидеме. Мислам дека има уште многу да одиме, има уште многу пат да пропешачиме, но битно е дека бројот на оние кои се поддржувачи на оваа идеја, на идејата на интелектуален пристап кон решавањето на проблемите поврзани со безбедноста и здравјето при работа, секој ден се повеќе и повеќе се зголемува. Целта на проектот беше да се подобрат правата на работниците за безбедност и здравје на работното место, како и управување и промовирање на бипартитниот диалог за базара во компаниите, со тоа што да се направи зајакнување на улогата на представниците на вработените за базара и создавање на здрава работна средина во Република Македонија. Целни групи, како што најави колешкава Весна дека беше и она претходната студија за граѓанските организации, на кои мораме да обрнеме внимание ако сакаме поголема масивност и вклучување на поголем број на луѓе во оваа проблематика. Значи, целна група се граѓанските, синдикатот, организациите на работодавачите и државните институции се разбира, како и комплет вработените. Специфичната цел ја поделивме да биде зајакнување на улогата на граѓанските организации во промовирање на безбедни и здрави работни места преку градење на капацитетите на представниците на вработените и за базара. Тргнавме од предпоставки, односно неколку хипотези поставив, добра соработка со граѓанските организации, со работодавачите, вработените и да очекуваме подобрување во здрави работни места. Второто вика безбедната и здрава работна средина се овозможува со зајакнување на вештините за застапување и лобирање на бипартитниот диалог за базар. Очекуваните резултати од студијата се подигање на повисоко ниво на културата за базара, унапредување и промовирање на бипартитниот диалог за базара во компаниите и зајакнување и улогата на представниците на вработените. Граѓанското општество, како што знаеме, има голема улога во сферата на заштита на човековите права. Знаете вие колку имаме граѓански општества, во граѓанското општество регистрирани граѓански организации, што подразбира негова активност за овозможување на што е можно поздрави по безбедни работни места. Човековото право е со посебно значење затоа што работата има централна улога во човечкиот живот. Без работа нема живење. Правото и здравје на
право и здравје за безбедност на работа се универзални човекови права и се одржани во голем број на меѓународни документи. Уште 1948 година Генералното собрание донесе универзална декларација за човековите права, кој определи правото на работа како универзално право, односно секој има право на работа и слободен избор при вработување на задоволителни услови за работа за заштита од невработеност. Меѓународниот пакт, донесен 1966 година, го дефинира правото на работа како универзално право. И денешниот настан јасно покажа дека стратегијата на Сојузот на синдикатите на Македонија, која имаше во делот на барање за измени и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа и преку верификуваните бројки покажа дека е исправна, имено со воведувањето на измените на Законот за БЗР, со утврдувањето на јакнењето на позицијата на председателот на синдикатот, односно на синдикалните организации, кој директно веќе преку овие измени се вклучил во процесот на обезбедување на мерки и услови за БЗР, со потпишувањето на изјавата, односно со контролната функција на потпишувањето на изјавата, со обврската на работодавачот да биде непосредно информиран председателот на синдикалната организација, со обврската и со контролната функција од прозападен тип која направивме да му обезбедиме место на председателот на синдикатот да врши контрола најмалку 2 пати годишно, со обезбедената позиција на синдикалецот тој да го верификува записникот од страна на трудовата инспекција. Студијата јасно покажува дека во 90% од сите оние примероци кои беа земени од некаде над 160 на предпријатија во Република Македонија, покажа дека превентивната функција, она за што се боревме, ги дава своите резултати, односно покажа дека како синдикат директно сме инволвирани и во процесот на обезбедувањето на редовните обуки за безбедност и здравје при работа, во делот на здравствените прегледи кои треба да ги обавува работодавачот и во делот на контролата при исклучителни активности кои ги имат во делот на промена на технологијата. Станува збор, значи, за исклучителен закон кој со овие промени, јас би рекол, внесува еден револуционерен пристап во делот на превентивната и контролната функција на синдикатот која ја остваривме од продзападен тип, а и самите бројки кои само што непосредно започна да се имплементира овој закон, а цел овој закон, а дел од нашите обиди заедно со МЗПР беше директно да одиме на терен и директно да обезбедиме обука во сите поголеми градови во Република Македонија и во сите компании, ги дава своите резултати. Значи, компаративно погледнато, тие бројки кои беа презентирани претходно, дека за разлика од претходната година имаме намалување за некаде 4 до 5 смртни случаеви, во делот на тоа што имаме 144 повреди при работа за разлика од поранешните 234 пред донесувањето на измените на овој закон, доволно зборува дека обезбедивме атмосфера, обезбедивме ангажман на председателите на синдикати да ја подобрат таа превентивна функција и не е само тоа фактот, туку и фактот што дополнителните обврски кои ги предадовме кон работодавачот исто така покажува јасна активност какви резултати се добија со овие заеднички активности кои ги имавме на терен и она што е уште поважно во делот на спроведувањето и во рамките на овој проект кој имавме заедно со МЗПР, а тоа е подигнувањето на сместа и атмосферата и на други невладини и граѓански организации кои се обидуваме на некој начин да бидат постојано вклучени и да го анимираат ова прашање. Но останува фактот дека навистина синдикатите со својата оперативна функција директно во овој период покажаат и преку измените докажуваат дека навистина вакви измени и дополнување на законот за БЗР му требаше. Останува и понатаму заедно со сите фактори, со сите субјекти поттикнати и преку МЗПР заедно додиме кон имплементирање понатамошно овој закон, како и дополнително би дале и други резултати. Како заклучок од Сдруженијето за заштита при работа истакнуваат дека и работниците и работодавачите се соочуваат со проблеми и тешкоти во својата работна средина. Тие препорачуваат континуирана обука на работодавачите за целосна примена на Законот за безбедност и здравје при работа во рамки на јавниот и приватниот сектор.